Во студиото Александар Спасовски. Први вечерни вести, ви благодарам што сте со нас. Опозицијскиот лидер Филипче бара извинување од премиерот по одлуката на обвинителството за организиран криминал да прекине предистрагата за набавката и изградбата на модуларните болници. Филипче вели дека не се плаши од можно повторно отворање на истрагата. Опозицијскиот лидер во Централниот дневник беше гостин во тема на денот. Еве дел од разговорот кој со него го водеше Славица Арсова, а целото интервју може да го најдете на sitel.mk. Денес пресконференцијата на премиерот 4 пати повторува гореа живи луѓе и така натаму. Јас во таа приказна не навлегувам. Можам да правам пандан, затоа што имаше трагични случаи во изминатиот период. Меѓутоа нема да ги злоупотребувам ниту чувствата, ниту жалот кој што го носат со себе семејствата на луѓето, но барам да се извини и Христијан Мицковски и криминалната група на ВМРО на семејствата затоа што ја злоупотребија емоцијата, жалот кој што го чувствуваат тогаш и сега се уште, и на тоа сака и добива политички поени. Го чувствувате како закана она што го вели денеска премиерот, дека секогаш може да се појават нови факти и докази кои ќе доведат до повторно отворање. Гледате, тоа не е прв пат тој да се заканува, по кој знае кој пат се заканува. Се закануваше на собраниска говорница, на јавни настапи, пресконференции, каде и да оди. Зошто? Затоа што е слаб и уплашен. Затоа што знаеш какви коруптивни сделки тој сега прави и менаџира, и затоа тоа се плаши. А одговорноста ќе остигне од која власта ќе ја вратиме во рацете на народот. Очекувано оваа тема привлече голем број партиски реакции. Премиерот смета дека за одлуката се крие политички дил меѓу обвинителството и претходната власт на СДСМ, не годуваат и останатите партии. Тамара Дичовска ги собра реакциите. Премиерот Мицковски ја нарече скандалозна одлуката на обвинителството да го затвори предметот за набавката на 19 модуларни болници за време на корона кризата. Според Мицковски, шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција одработува за претходната власт, но како што вели, секогаш може да излезат нови докази и случајот повторно да стане актуелен. За жал, обвинителот кој што е во заминување, бидејќи веќе од тоа што сум информиран е распишан оглас за избор на нов обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Предпоставувам своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува да до крај ги испорача и не му значат тоа што живи гореа 14 луѓе, ќе повторам, живи гореа 14 луѓе, не му значи тоа ништо и одлучува да овој процес го стопира. Според Левица пак одлуката на обвинителството дека нема кривична одговорност за модуларните болници е само игра помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, кои пред камерите војуваат, а се сојузници за неказнивост. Едните заминуваат од власт натоварени со афери, другите пристигнуваат со заклетви за правда до крај, а меѓу две изборни смени останува недопрена најважната инфраструктура на поредокот, тоест механизмот на заемна неказнивост. Криминалот станува предметот пред истрага, пред истрагата фиоката за старување или архивирање, а потоа целиот скандал воскреснува како материјал за следна изборна кампања. Во тој затворен круг ДПМН и СДСМ не се антиподи, туку конкуренти со заеднички интерес за системот никогаш да не стигне предалеку, велат од Левица. Затворањето на предметот за набавката на модуларните болници според Вреди е скандалозен правосуден епилог кој оди на товар на нереформираното раководство на ДУИ. Али Ахмети и обвинителството раководено од Ислам Абази должат одговор пред јавност, како е можно по 14 изгубени животи на крајот излезе дека виновен е кабелот. Овој случај ризикува да остане запаметен како еден од најсрамните примери за институционална неодговорност и заробено правосудство. Правдата не сме да зависи од ничие политичко влијание, партиска припадност или функција. Кога за трагедија со 14 човечки жртви нема целосна и неселективна одговорност, тогаш не станува збор само за неуспех на едно обвинение, туку за тежок пораз на целиот правосуден систем, велат од партијата. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција вчера одлучи да го затвори предметот за набавката на 19 модуларни болници после 5 години. Тројца обвинители кои постапуваа по предметот не најдоа докази дека е злоупотребена службената положба и оштетен државниот буџет. Предметот се отвори под опрен глас 2 дена откако изгоре Тетовската модуларна болница и загинаа 14 лица. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Најавата за предвремени избори е уште една тема која деновиве ги полни медиумите, откако премиерот од ова место на средина од неделава ја фрли ракавицата, опозицијата е поделена. Дуи се подготвени за избори, но СДСМ тактизираат. Ивана Соколович најдова е на оваа тема.
Наместо конкретен одговор и барање за предвремени избори по понудата на премиерот, политичката сцена повторно се вжешти со партиски препукувања. Политичката топка повторно е во опозицијскиот двор, но таму се поделени ставовите и во македонскиот и во албанскиот блок. СДСМ не прифаќа да бидат алиби за изборно соочување на власта. Алиби на Христијан Мицкоски за изборите немамо бидеме. Што би значи тоа? Тоа значи дека он вика доколку опозицијата бара избори, ние сме спремни веднаш да одиме. Се поставува прашањето, зошто не ја слуша опозицијата во други случаи? Зошто, например, така на сила е укина техничката влада, ако му значеше мислењето на опозицијата? Зошто така на сила сака да го донесат изборниот закон? Со одредби на кои што ние се противиме и имаме реални, објективни забелешки. И сега бара алиби за избори кај опозицијата. Не, нема да има. Зошто? Поради тоа што избори во држава има која ќе снема пари. Дуи пак го прифаќаат предизвикот и бараат титно распишување на избори. Фрлената ракавица на интегративците довреди за распишување на изборите за сега не добива одговор. Поминаа 24 часа од барањето за предвремени парламентарни избори, од Влен се уште ниту збор. Оние што го покажаа легитимитетот сега се кријат штом ќе се побара да го измерат пред граѓаните. Влен знае дека ја немал и ја нема поддршката на албанците. Власта обвинува дека СДСМ е единствената опозицијска партија која не бара избори бидејќи се свесни дека ќе ги изгубат. Со месеци СДСМ нејзиниот формален председател Филипче преку соопштенија и пресконференции вела дека граѓаните не веруваат во владата предводена од ВМРО ДПМН, дека рейтингот им пораснал, дека се спремни за избори, но кога ќе се споменат предвремените избори одма молк. СДС и Филипче знаат дека на следните избори, кога и да бидат, ќе доживеат дебакал и ќе бидат доведени под 100.000 гласови. Албанскиот владин партнер засега без конкретен одговор за избори, но им порачаа на Дуи дека имаат изгубено битката со албанците, а изборите ќе го запечатат нивниот крај. Во Дуи добро знаат дека пред неполна година албанците со глас ги изфрлија од сите општини со албанско мнозинство и дека секое ново соочување со граѓаните за нив значи уште една шлаканица. Реакциите следуваат по изјавата на премиерот Мицкоски дека власта е подготвена и за избори ако опозицијата ги побара. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Случаи на инфицирани со западно-нилска треска се регистрирани и во централните градски подрачја. По жители на Центар сега заболен е пријавен и во Чаир. Бројот на инфицирани достигна 43. Половина се на болничко лекување на инфективна. Вирусот е детектиран и кај угинат Гавран на кеот на Вардар во близина на центарот на Скопје. Во главниот град се лоцирани 34 ризични места, од кои 13 се со висок ризик за ширење на заразната болест преку комарци или птици. Станува збор за канали за наводнување, повеќето во Скопско поле и скопи на песок со застоена вода. И оно што го оцивавме се уште неколку видови на висок ризик што претходно не биле земени во предвид. Значи улиците и населените места со голем број на септички јами влегуваат во висок ризик. Гробишта заради застоената вода во вазните и присуството на органски материјали во нив. И третата група се отпади за стари гуми или генерално старите гуми. Сметам дека и ларвицидната и адултицидната треба порано да се отпочнува и да се опфати многу поголема површина. Средството е квалитетно, во начинот на растварање и дозата е препорачана според проспектот, така да од таа страна немаме никакви сомнежи. Значи само треба да обрнеме повеќе внимание на водените површини за да не дозволиме да одлетат комарците. Тоа е најважно. До 15% поевтин училишен прибор може да очекуваат родителите во пресрет на стартот на учебната година. Премиерот најави дека во вторник на владина седница ќе биде донесена така наречената училишна кошничка, која за разлика од лани ќе се формира по нов модел. Сите детали ги има Мартин Арсов. Ранците, тетратките, боичките и останатиот училишен прибор ќе се продаваат со попуст до 15%. Министерството за економија и трговците се договорија за новата училишна кошничка.
Годинава ќе се применува различен модел, нема да има една иста кошничка за сите. Секоја продавница сама ќе си прави свој пакет, па цената ќе зависи од тоа кој производи ќе ги понуди, од нивниот бренд и квалитет. Кошничките ќе бидат јасно означени и поставени на видно место, со прецизно наведен состав и цени на производите. На овој начин, родителите однапред ќе имаат целосна информација за тоа што ќе содржи пакетот и која ќе биде неговата цена. Попустот до 15% ќе се пресметува директно на каса и ќе биде прикажан на фискалната сметка, велат од економија. Предлогот е веќе доставен до владата, а премиерот рече дека одлуката ќе се носи во вторник. Ние имаме во рамките на владата согласност на следната владина седница во вторник да донесеме таква одлука со која што ќе се формира училишната кошничка и мислам дека во рамките на можностите сето тоа ќе биде атрактивно за родителите, но и за учениците. Опозицијата не очекува владата да понуди вистинска помош за граѓаните. Христијан Мицкоски ниту има знаење, ниту капацитет, ниту желба да ја води државата како што треба. Човекот е заинтересиран само за себе и својата мала група на луѓе околу него. Ништо друго. И од ова што го спомнува некаква кошничка, јас не очекувам ништо, заради тоа што сметам дека е повторно само некој пиар трик, кој што нешто као ќе најават и на крај нема да биде ништо. Мерката училишна кошничка се применуваше и во изминатите 2 години и според надлежните придонесе за заштеда до 2000 денари по ученик. Сител пресмета дека по актуелните цени за опремување на едно прваче се потребни најмалку 5000 денари, но сумата може да достигне и до 10.000 денари. Слична бројка вчера објави и Сојузот на синдикати. Според нивната математика, за месец август ставката образование тежи нешто над 7.000 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Просечната плата во јуни достигнала 48.381 денар, што е раст од 6,5% на годишно ниво. Сепак во однос на мај платата е пониска за повеќе од 1000 денари. Движењето на платите и инфлацијата ќе биде клучно и за септемвриското усогласување на пензиите, кои според сегашните пресметки би можеле да пораснат за околу 6%. Пораз на просечната плата за 6,5% годишно, објави статистиката. Во јуни според пресметките изнесува 48.381 денар. Повисоки плати добивале вработените во администрацијата, земјоделието и транспортот, а на врвот на листата со плати над 88.000 денари. И натаму се програмерите и информатичарите. Сепак, ако се споредат платите со мај, просекот е намален за над 1000 денари. Статистиката регистрира пад на платите во трговијата на големо и мало, културата и снабдувањето со електрична енергија. Токму 50% од просечната плата, заедно со инфлацијата во првото полугодие, влегуваат во пресметките за раст на пензиите од септември. Според бројките, истите би се зголемиле за околу 6%. Премиерот Мицкоски е задоволен од постојаниот пораз на пензиите. За 2 години бележат зголемување од 12,5% во споредба со претходната власт. Влада успеала просечно месечно за 296 денари да ја зголеми пензијата. Додека претходната влада за 83 месеци успеала за 91 денар. Еве да ги споредуваме првите 25-6 месеци од претходната влада во периодот јуни 17, јуни-јули 19 со овие 25-6 месеци од оваа влада. Односно, тогаш просечната старосна пензија за првите 25-6 месеци од претходната влада се зголемила за цели 540 денари. Во овие 25-6 месеци од оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, просечната старосна пензија се зголемила за нешто повеќе од 6800 денари. Просечната пензија во јуни изнесува нешто под 30.000 денари. Ако се зголемат за околу 6%, сметките на пензионерите во просек ќе бидат повисоки за 1700 денари. Согласно законот, пензиите се усогласуваат 2 пати годишно, еднаш во септември и еднаш во март. Со доаѓањето на власт, премиерот Мицкоски одлучи 2 пати линеарно да ги зголеми пензиите на сите пензионери за вкупно 7.000 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Тука завршуваме со овие вести, а следните се за помалку од 2 часа. Се гледаме тогаш.